Добар ден, добро дојдовте на работната посета заедно со Комисијата за технички прием и преглед од АД МЕПСО, заедно со премиерот и со министерот Сугаревски на 110 волтниот далековод Штип-Пробиштип, на кој што бевте присутни при неговото почнување со работа. Овој 110 киловолтен далековод е стар од 72 година, изграден на бетонски столбови, се одработил веќе својата функција и во програмата на АД МЕПСО при реконструкција која што опфаќа реконструкција на 6 110 волтни далеководи, 6 трансформаторски станици опфатени овој далековод. Неговата траса е 26 километри. На постоечката траса, задржана од предходниот, се струшени сите стари бетонски столбови, изградени нови челично-решеткасти столбови, нова овесна, нова спојна опрема, ново јаже и ново земјоводно јаже со интегрирано оптичко јаже. Првата делница сега веќе е завршена првата делница од Штип до индустријската зона Неокази, која што опфаќа 90% од градбата, остануваат уште 20 на столбови од Неокази до Пробиштип. Инвестицијата е околу 2,5 милиона евра, средства обезбедени од Европска банка за обнова и развој. Изведувачот е избран на транспарентен начин по условите на ЕБОР. Изведувач е конзорциумот кинеската фирма Пенгау, заедно со албанската фирма Нандрекај, а секако во работата учествува и локални изведувачи. Со изградбата на овој далековод во многу ќе се подобрат напонските услови во регионов, како и пропусната моќ на преносната мрежа, со што многу ќе се подобри снабдувањето и доверливоста во снабдувањето на источниот регион на Република Северна Македонија, а како и ќе се намалат секако трошоците за одржување на мрежата. Исто така, МЕПСО е во голема инвестициона активност за затварање на повеќе рингови со оптичка мрежа. Тоа е најголемата оптичка мрежа Република Северна Македонија на незините далеководи и инвестирањето во овие 6 далеководи е исто покрај староста на далеководите е и имплементација на оптиката на овие мрежи. Овој далековод е дел од најголемиот инвестиционен циклус во постоењето на АД МЕПСО, реконструкција на 6 далеководи, 6 трафостаници и најголемиот проект 400 киловолтната трафостаница во Охрид и 400 киловолтниот далековод од Битола до Охрид и од Битола до Елбасан, со што поврзувањето со соседните држави завршува. Ова е инвестиционен циклус од 50 милиона евра во реконструкција и 40 милиона евра во новата трафостаница и новиот далековод. Благодарам.